Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Маја од градинката 8 март. Најпрво, другарчиња, би сакала да ве поздравам сите. Знам дека се чувствувате одлично во вашите домови, заедно со вашето семејство, исполнето со многу љубов и забава. Јас денеска, другарчиња, ќе ви испеам една песничка која што мене многу ми е омилена, а се надевам дека и на голем број од вас исто така им е омилена и често пати си ја потпевнуваат, додека знаете ли кога? Кога секогаш после дождот изгрева сонцето, а токму тогаш се случува една магија. На небото се појавува волшебното виножито. Сега, другарчиња, јас ке ве замолам заедно да испееме песничката, која што е песничка од нашата другарка Марија. Чија ли рака црта баш така, во 7 бои на небо стои, со каква четка синилото се бои, баш таква слика таму да стои. Вино жито, баба вели дзуница, вино жито, на небо ил сапуница, вино жито, баба вели дзуница, вино жито, на небо ил сапуница. Другарчиња, ви се допадна ли оваа песничка? Знам, затоа и оваа песничка ја одбрав токму денеска да ни биде како дел од оваа презентација. Затоа што денеска ќе научиме кога се појавува виножитото на небото, кои се неговите бои и колку вкупно бои имаме во виножитото. Но пред да започнеме со нашата приказна, јас би сакала да ве замолам сите убаво и удобно да си седнете, да си ги исправите вашите грбчиња и нормално да бидете внимателни. Неколку дечиња си играа во песокот покрај едно дрво. Овие наши другарчиња правеа тунели, торти, реки во песокот. Толку беа занесени во играта, што немаа време ниту да се свртат, ниту пак да погледнат околу себе. Одеднаш слушнаа. Кап, 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 тап, тап. Леле, ги кренаа главчињата и гледај, надвор врнеше дожд. Бегај, дожду, викна Сара. Не, никако. Па, дождот нека ја наполни мојата река, викна Давид. Не го сакам дождот, па дождот ги уништи моите патишта, викна Стефан. Но дождот и понатаму врнеше и врнеше. Потоа сите истрчаа на кај дома. Леле, јас воопшто не го сакам дождот, рече налутено Давид. Ни јас не го сакам, рече Стефан. Па, тој е премногу мокар. И, другарчиња, додека тие разговараа, облакот си патуваше и си отиде. Тие воопшто не забележаа, а надвор на небото се појави волшебното виножито. Тие го видоа, излегоа надвор. Си играа под него и заедно ги повторуваа боите на виножитото. Другарчиња, погледнете
колку се срекни овие наши другари под виножитото, но покрај тоа што се срекни, тие наглас ги повторуваа заедно боите. Дали ви се допадна денешната приказна? Сега, исто како и нашите пријатели, и ние ќе ги повториме боите на виножитото и заедно ќе ги изброиме. Првата боја е бојата црвена. Црвена, црвена. Другарчиња, мене ме асоцира на едно миризливо, прекрасно црвено лале од градината на дедо Миле. Втората боја, другарчиња, е портокаловата. Знаете ли на кого најмногу ме асоцира портокаловата боја? Па да, тоа е на еден вкусен, голем и вкусен портокал, полн со витамини. Под него се наоѓа жолтата боја. Токму сега знам дека ќе го добијам одговорот, истиот одговор на сите деца. Жолтата боја е бојата на сонцето. Другарчиња, сонцето е едно, но сепак успева сите нас да не грее. Под жолтата боја се наоѓа зелената боја. Колку е убава зелената боја. Ајде за еден миг да ги затвориме очињата и пред нас да си замислиме една зелена ливада, полна со шарени пролетни цвеќиња. Сината боја, другарчиња мои, јас ќе ја посветам на моето другарче од градинка, Максим. Тој има толку прекрасни светло-сини очиња. Под светло-сината боја, тука се наоѓа потемна сина боја, или како што се нарекува, модра сина боја, а тоа најмногу ме асоцира на бојата на едно вкусно овошје, а тоа е модрата слива. И последната, виолетовата боја. Виолетовата боја, јас ќе ми ја подарам на најубавите фустани на нашите принцези од цртаните на Дизни. Другарчиња, се надевам дека заедно ги научивме сите бои на виножитото. Ајде сега, заедно да се потрудиме, да ги изброиме и да видиме колку е нивниот вкупен број. Тоа е црвената, број 1, портокаловата, број 2, жолтата, број 3, четвртата, зелена, е бројот 4, сината е бројот 5, потемно сината е бројот 6 и виолетовата е бројот 7. Значи имаме вкупно 7 бој во виножитото. Сега, другари мои, откога ги научивме боите на виножитото, откога научивме колку вкупно ни треба бои за да направиме едно виножито, би сакала да ви покажам на оваа слика една наша другарка која насликала една прекрасно виножито. За оваа активност, другарчиња, ќе ни биде потребно еден обичен бел лист и ликовен материјал кој што има во својот дом. За тоа би можело да ни биде потребно боички, дрвени, може и со темперни бои, се разбира, може и со водени, исто така и со мрсни боички. Секој од вас ќе си наслика едно виножито, но имам и уште една молба до вас. Откако ќе го насликате виножитото, ќе ве замолам, секој својата ликовна творба
да си ја залепи на прозорецот од својата соба. Откако ќе ја залепите на прозорецот на вашата соба, другарчиња, јас ќе ви кажам, сите ќе испратите една порака до сите другарчиња на целиот свет. Пораката ќе биде дека секогаш после дождот изгрева сонцето, а тогаш се создава вистинска магија. На него излегува волшебното виножито. Тоа е пораката дека, другарчиња, наскоро ние повторно и за многу брзо време ќе се дружиме. Повторно ќе се слушне детскиот глас, ќе се слушнат детските песни, детскиот джагор во нашите градинки. Ви благодарам. Сега ве испраќам сите со еден голем бакнеж. Довидување.